шефот на стручниот штаб Божидар Мојсов доаѓа од најракометниот град Битола. Па како се чувствувате од Битола во Прилеп сега? Па видите, чувството е прекрасно кога ќе најдеш на еден амбиент кај што сте посакувани. Имаме прекрасни млади дечки со кои треба да се работиме. Имаме своји цели, се разбира. Нашите цели се пред се самите играчи да ги подигнеме на повисоко ниво, а и самиот клуб да дојде на повисоко ниво, затоа што се појавува една управа што сака да направи еден модерен ракометен клуб во кој за некој одреден период да изваи своји ракометари, а исто така и да се појави на повисоко ниво во плейоф, во Европа и така натаму. Што беше она што ве привлече од Битола да дојдете во овој клуб? Па видите, самиот предизвик е тој кога некој сака да направи нешто подобро и имам таа чест јас да бидам тука и довербата од самата управа за да направам нешто подобро. Значи, тие се целите, тоа е честа пак ќе речам. Значи, не секој може да биде тука и се надевам баш дека со овие млади дечки ќе направиме и ќе постигнеме одредени цели. Што мислите за овој играчки кадар што е сега тука, што се појави на првиот собир? На првиот собир претежно се млади дечки. Значи, во секој случај млади, но амбициозни. Тоа не смееме да го заборавиме, желни за работа, и мислам дека уште точно не можеме да процениме. Треба почнеме со работа, може ова интервју треба да правиме по седмица-две, кога ќе ги видиме и запознаеме подобро младите дечки, па да се надеваме на најдобро. Тие велат дека од новиот шеф на стручниот штаб, од тренерот очекуваме многу нови тајни да ни открие во ракометот, бидејќи вие сте доста ценет стручњак, сте работели со врвни тренери. Така, значи целта е тоа. Цело мое знаење, што јас сум го стекнал со тие стручњаци, како Бабич, како Чирковиќ, како Ларс Валтер, последниот тренер, беше да го пренесам на овие млади играчи и да пробаме да направиме една професионалност, таа професионалност да ја пренесиме од Еврофарм Пелистер во Прилеп, за да дојдеме на повисоко ниво. Што мислите за конкуренцијата во оваа група што е сега од Суперлигата? Па видите, значи треба да биме реални. Ние во конкуренција сме за плейоф, каде што треба да одговориме на 4 плейоф екипи кои години веќе се такмичат во плейоф. И ние доаѓаме од плейаут. Значи, наша работа, така. Значи, ние треба да го подигнеме нашето ниво, за да успееме да влеземе во таа група. Значи, треба едноставно да победиме некој што таму се такмичал 4-5 години во плейоф. Велат дека овој играчки кадар не е заокружен списокот во Прилеп. Кои уште позиции се очекува? Значи вака, не е дефинирано, ама се очекува да добиеме барем уште еден десен бек и уште еден пивот. И мислам дека тоа ќе го затвориме кругот и можеме максимално да се посветиме на работата. Зборувате за еден професионализам, па што ќе содржи овој план на подготовките до почетокот на првенството? Пред се физичката подготовка е битна, тоа не смееме да го занемариме. Секој почеток на ракометот, тоест на секој спорт, почнува со физичката подготовка. А идејата моја е да ги подигнам на техничко ниво и на тактичко ниво самите играчи. Пошто овие се сите млади дечки, баш се надевам на соработка и дека ќе успееме во тоа.